Здраво на сите и добродојдовте сите на мојот канал Астрологија Плюс. Јас сум Мери. Ги поздравам сите љубители на астрологијата и на астропсихологијата. Еве на денешен ден, на 17.7.23 година, сакав нешто со вас да поделам, а тоа е дека имаме една млада месечина во знакот Рак. И тоа точно на третата декада во знакот Рак, значи Сонцето и месечината се наоѓаат на 24-тиот степен, како можете тука да видите, третата декада во знакот Рак. А тоа можда и дека знаете дека месечината е исто така владар на знакот Рак, што значи емоциите имаат доста главна улога на сите оние што се родени во знакот Рак. Сега посебно затоа што со оваа млада месечина имаме могуćност нешто ново да почнеме. Значи Сонцето и месечината се спојуваат, прават конјункција и можеме нешто ново да почнеме. Што е тоа што сега кои аспекти ја прави оваа млада месечина со другите планети и како тоа влијае врз нашиот живот? Тоа можеме сега да погледнеме. Сигурно дека има тука многу други аспекти, но јас за вас ги одбрав, да речеме, тие најбитните што се. Што можеме да очекуваме со оваа млада месечина? И најважно е да се знае дека сите оние што го имаат Сонцето, месечината или па можеби се подзнак Рак, како јас, например, што можат они специјално да очекуваат и они највеќе ќе осетат оваа енергија на младата месечина. Значи, младата месечина можеме да откриеме исто во наталната карта, дали сте вие родени исто на млада месечина, под дејство на млада месечина, или па можда сте родени кога месечината била полна. И секако дека тоа има влијание врз нашиот живот. Еве го да речеме првиот аспект кој што за мене е доста битен да се каже, дека младата месечина прави една опозиција со Плуто во знакот Јарец. Што можеме тука да кажеме? Дека значи имаме големи, огромни емоции. И сега доаѓа Плуто, прави опозиција со тоа. Значи, Плуто може нешто од надворешно. Зашто надворешно? Затоа што Плуто е една планета која што се наоѓа многу далеку од нашиот сончев систем, така да можат да осетиме некоја надворешна манипулација врз нашите емоции. Сега затоа е битно да се знае во која куќа се наоѓа точно знакот Рак, во вашата натална карта, во која куќа се наоѓа и како би можело тогаш тоа да влијае врз вашиот живот. Значи сега овде е речено тоа на глобално гледано, глобална слика ви давам сега. Значи таа опозиција со Плуто може да ни каже дека од надворешна манипулација, надворешна контрола врз нашите емоции. Ако ние не ги пратиме нашите емоции, сега каде е решението? Што можеме да видиме, прави оваа млада месечина еден убав тригон со Нептун, што значи тоа треба да бидеме поврзани со нашата душа. Затоа што месецот ја представува исто така и нашата душа. Треба да бидеме поврзани со нас, со нашата внатрешна енергија, со нашите внатрешни емоции, да се прашаме што ние стварно сакаме, што нас не прави среќна или среќен. Да не дозволиме оваа енергија од Плуто, овие манипулации, овие контроли, да не ги дозволиме. Затоа што Ракот тоа не го обожава. Ракот има толкави енергии. Ракот, сите оние жени, да речеме, што имаат специјално месецот во наталната карта, што е
во знакот рак, тие се родени да бидат родител, да бидат мајка. Значи, они го имаат најголемиот потенцијал да бидат мајка, затоа што они умеат да се грижат за своето дете. Значи, стварно е тоа нешто оптимално. Кој го има месецот во наталната карта, значи, иако е тоа жена, сигурно тоа е најголем потенцијал да биде родител или мајка. Како што реков, за да не дозволиме што можеме да направиме, да не некој влијае врз нашите емоции, да не контролира, да не ги контролира, треба ние самите да си дозволиме. Во многу случаи ние не си го дозволуваме тоа, затоа што се плашиме од тоа, може ќе направиме некоја грешка. Значи, ајде да се поврзаме со нашата душа, со нашите емоции, да влеземе внатре во нашата, да се прашаме едноставно што ние стварно сакаме, што нас не прави задоволство, што нас не прави среќни и да не дозволуваме. И на прво место да веруваме во тоа сигурно. Па се ако не веруваме ние во тоа ние што го сакаме, секако ќе можеме да избидеме манипулирани и контролирани. За тоа да не биде, затоа го имаме и овој тригон, секогаш универзумот, кога ни прави некоја опозиција или некој квадрат, имаме и доста поволни аспекти и тие треба да ги пратиме. И затоа јас сега ви кажувам, бидете поврзани со вашата душа, со вашиот внатрешен глас. Што ви кажува вашиот внатрешен глас? Дали вие тоа го сакате? Тоа е доста битно да се знае. И после тоа вие самите можете да си го дадете одговор. Сигурно дека имаме многу други битни случаи на овој ден, како што исто така може да знаете, оние што се занимаваат со астрологијата, дека на 17.7. имаме оваа голема случка со овие месечниот јазол го менјава исто така и својот знак. Доаѓа сега во знакот северниот се наоѓа во знакот Овен, а јужниот се наоѓа во, како што можете тука да видите, во знакот Вага. И што би можело тоа да значи? Па дека се работи за партнерски однос, партнерски врски. За тоа, драги мои, ќе зборувам на друго место. За сега толку беше од мене. Уживајте во секој момент. Ви посакувам све најдобро и до скоро. Кој е заинтересиран за една астролошка консултација, значи читање на вашата натална карта, што може тука да се види? Вашиот најголем потенцијал. Сигурно и други прашања ќе може да ми поставите. Меѓутоа, најважно е тука да се знае за оние што не го знаат својот потенцијал. Астрологија тука стварно е тоа нешто најголема наука која што умее тоа да го каже. Ете сега толку беше од мене и посакувам голем поздрав, све најубаво и до скоро. Чао!